Ученици и професори од гимназијата Гоце Делчев во рамките на Еразмус проектот вклучување на природата во училиштето од 22 до 26 ноември годинава беа во посета на турскиот град Истанбул. Во проектот се вклучени и училишта од Италија, Хрватска и Србија. Медитеранска храна и стил на живот беше темата на втората мобилност, а освен заеднички работилници, обуки, часови по странски јазици, учесниците имаа можност да ги посетат културно-историските споменици и знаменитости на Истанбул и да стекнат, но и да споделат искуства и знаења меѓу себе, велат професорите. Се работи за втората мобилност, која што се изведе во Турција, Република Турција во Истанбул, бидејќи поради ковид пандемијата паузиравме подолго време и тимот го сочинува тројца професори, јас и колегите Далибор Димковски и Ангела Петковска и 6 ученика матуранти. Тема на оваа мобилност во Истанбул беше медитеранската исхрана и здрав начин на живот. Мислам дека има голем бенефит затоа што учениците преку овие проекти, преку овие дружења, размени, запознаваат други народи, други култури, го вежбаат и јазикот, странски јазици, гледат како функционира образовниот систем во други држави, споделуваме нови искуства, учиме ние од нив, тие од нас, ги гледаме предностите и недостатоците. Се дружат, многу се дружат, значи имаме половина од ден ни поменува во работилници, заеднички часови. Беа многу ефикасни, многу интересни. Сите некако се вклупивме сите, иако се сите од различни држави, па и од различна возраст беа учениците. Имавме време и да се прошетеме, да буквално одблизу да ја видиме таа култура, тој народ, преку сите тие културно-историски споменици, различни настани и посебно благодарност се искажувам на колегите кои што не дочекаа, бидејќи тие беа најзаслужни да ни доближат нивната култура, нивниот народ во тие 5-6 дена во кои што бевме присутни. Ние бевме гости на едно училиште кое што беше училиште за надарени деца и тоа е финансирано од државата. Значи, бесплатно е школувањето, а мислам дека ние такво нешто немаме. И сметам дека имаме многу паметни деца, многу талентирани деца, секогаш одат на некои олимпијади, надпревари, конкурси, што и да е, секогаш носиме некакви награди од дома, ама некако им фали тоа образование и подкрепа од самата држава и од Министерството за образование, тоа би можело ние да го примениме. Учениците кои што беа вклучени во проектот со нетрпение ги очекуваат своите новостекнати пријатели од повеќето држави да дојдат на следната мобилност во Македонија кон крајот на април месец. Фокусот на проектот беше медитеранска исхрана и здрав живот. Не се пружи можноста да разгледаме разновидни менија и оброци од сите држави кои присуствува на овој проект, што ни овозможи истите да ги имплементираме во нашиот живот и да живееме поздрав живот генерално. И покрај тоа што темата на проектот беше медитеранска храна и здрава исхрана, исто така посетувавме работилници за роботика и уметност, исто така посетувавме часови на англиски и на турски јазик, што ни дозволи да ги испоредиме нивниот и нашиот едукативен систем. Освен работилниците, во Истанбул ние успеавме заедно со домакините да посетиме многу историски знаменитости, како на пример Аја Софија, Топкапи Палатата, исто така имавме прекрасно патување со брод по Босфорот и се надеваме дека во еднината ќе можеме пак да го посетиме Истанбул. Во Турција бевме сместени во турските семејства, имавме шанса да запознаеме со нивниот начин на живот, со нивната гостопримливост и стекнавме едно прекрасно искуство кое доста влијае на нас. Преку овој проект стекнавме многобројни пријателства со деца од Турција, Италија, Хрватска и Србија, кои очекуваме да дојдат и да не посетат. Предвидено е проектот да биде имплементиран пред почетокот на летото, што пак значи дека мобилностите допрва ќе се реализираат и ќе бидат посетени училишта во сите земји кои што се вклучени во овој Еразмус проект.